Абе, кај сум ги ставил цикерите? Кој е? Ајде, слободно. Добар ден. Добар ден. Некој роднина на татко ми? Што? Велам од кај татко ми се такви залижени со костимчиња. Овде живее директорката на основното училиште Детска радост? Не е дом. Ајде, брзам, вози. Имав средба со господјата директорка овде, во овој стан. Кај ми се цвикерите, бе, кај сум ги оставил? Цецо! Цет, ајде бе, 2 сати се шминкаш, утре ќе чекам ручек да ми направиш. Како изгледа? Бомба, топ! Човек да го забравя. Чиче, извинете, може ли овој разговор да го продолжиме некој убав сончев ден? Брзам. Ми треба фотографија од господјата директорка, кога била млада како вас. И повеќе нема да ве задржувам. И така ништо не те разбирам, така да не е проблем. Само дека е кој е? Ева, благето на 20 години. Лепотица, а? Таа е. Каде? Каде така? Во мојот имагинарен свет, каде што постоиме само јас и таа, од пред 30 и кусур години. Абе, човеков не јаре нешто. Ово изгледа со благето на времето нешто. Сапуница. Абе, еве ми ги цвикерите. Ајде, спремај се, брзам. Ајде. Колку тежок ден. За ништо не сум способна. Уште Ацо да се сети да ми донесе јадење, бар тоа. Благе! Дома си? Да. Спреми ја масата. Што? Носиш? Ручекот стигна. Па ти си злато, па знаеш колку сум гладна, што е тоа? Кебапчина ала дестан. Добре. Ама полека. Први бакнеш. Уморна си нешто, а? Многу сум уморна. Денеска 7 од ленките се степа, ама да не те змачам со тоа. Кажи ви како си ти? Светам. Прв ден на работа, на новото работно место, одлично помина. Пала му на горнион, си се вратив на струката. Кажи ми, кој е газда на фирмата? Еден нашидец. Заедно сме деца. А колку сте вработени? Јас и уште 3 жени. 3 жени? Да. Јади. Познатиот економист се враќа на сцена. Пол сум со идеи. Пол. А газдата воодушевен од мене. Шо да ти кажа? Сега, веднаш приметив дека една од жените му е швалерка. Осте швалерка. Платата, каква е платата, кажи? Платата 3 пати поголема од шоферската. Како? Сега треба паметно да изиграм. Полека. И Маријанчо ќе си го соберам кај мене на работа таму. Добро, ама зашто шепотиш? Тај многу сум возбуден и радосен. Да не чуе онај сороговине. Благе, знаеш какви баксузи сме ние? Знам. И, кога сме ке баксузи, ми се јави она Снежа. Она од деца, знаеш. Ја знам. Дошла на кафе. Знаеш, тоа ќе ми знакаже сега. Изгубив контрола над семејството. Секој си влечи на своја страна. А оној маж ми ги искина нервите, да не ти кажувам. Ај, па ти да не претеруваш сега малку. Ако со Владо твој не можеш да живееш,
Јас подобар и повнимателен човек од него не познавам. Ко лепче ти е, Владо. Лепче. Фатил швалерка, Владо. Владо, со една колешка од работа си ги копа очите. Една... Чекај, ти да не си замислуваш таа работа, бе, тоа не личи на него. Најпослед, иако направил нешто, голема работа. Се слушаш ти што зборуваш? Фатил швалерка ти голема работа. Снеже, ако не дигаш врева и си молчиш, ќе му пројде. Па може малку и да ви го подобри бракот. Како да молчам, мори, си фатил швалерка. Швалерка фатил, ќе се пече како лепче, кај го печам жив на оган, ќе види тој кога фатил швалерка. Добро. Швалерка. Па ја, што се мешам? Извини, моlim. Извини, ти се извикав. Еде па ти. Дојдов на кафе, а ти се извикав. Молим те, извини уште. Голема. Извини. Наши сме. Пред некој ден го сретнав Петар, оној твојот бившиот од автокоманда. И? Па се прашувам, никогаш не си ми кажала зошто раскинавте. Бевте толку убав пар на факултет, најубав пар на целиот факултет. Поминал. Пред некој ден ми дојде дома. Овде? Па тој не е нормално. Не е нормално. Јас го сретнав во трговскиот центар. Ама но тажни приказни. Не се оженил. А какви глупости се ми изнагаже да не ти кажувам. Кажи да? Се видел со син ти. Вели Маријанчо многу личи на него. Личи на него? Тој не е нормален. И па рече си била трудна кога сте раскинале. Што? Па така рече. Мамо! Кај се бе? Мамо, добар ден, тетка Снеже, како сте, што правите, здраво? Браво, Машала, како убаво момче си станал. Добра сум, добра. Мамо, појдувац. Гледате сега, гледај добро, спреми се. Цеце! Ајде. Не така, застани тука. Како те уче? Значи, одиш, затвараш фиоки прво, па кокетирај со публика, разбираш, со публика, кокетираш. Ајде уште еднаш сега. Ајде, гледај, мамо, гледај. Тетка Снеже. Дојди вам. А? Што ќе кажете? Девојче, е многу згодно превали га. Сабе, каква девече, е манекенка. Мамо, сме подпишале договор. Ексклузивен, со најголемиот конфекционер кај нас. Пази сега. Билборди, ТВ реклами, долен веш, горен веш. Кеш, мамо, кеш, а? Кажи ми, дали на крај на памет ти беше дека твој мац ќе успее, а? Мама секогаш знаела дека ќе успееш. Па девојчево нешто ми е познато. Гле сега бе, значи тоа ли е битно, стално вака ми правите. Тетка Снежа, извинете, ние мора да одиме, извинете за ова еуфорија. Мамо, ние ќе одиме да славиме, па ако може да славиме. Добро, Латано. Ајде, пријатно. Чао. На кого се метнало детево? Браво. Па време и јас да одам, ајде. Па, мислам, ако така велиш. Добро. Во ред. Довидување. Значи, директорот денеска не доаѓа на работа. Колега, ова е приватна фирма. Нема што вие да прашувате за директорот. А колку што разбрав, вие го заменувате. Да. Но
ќе ви треба малку време да се навикнам на атмосферава овде, вака малку. Да. Се зборува дека како економист сте работеле во 3 фирми. И сите 3 отишле под стечај. Токму така. Ако треба, ќе го опнам клучот и на ова. Ама се зборува дека сте многу близок со нашиот директор, а? Информациите ви се многу точни. Пасевме гојда заедно пасевме, да. Многу сте духовит. Но се зборува и дека сте биле шофер во градски? Да. И, знаете, една убава многу ми се обесе на вратот. И што е сега? Што е? И ја однесов на задното седиште во автобусот, и ме избрка од работа. Да. Легна или вам ви... Ајде. Имате уште нешто? Ајде. Да, јас имам уште едно прашање. Повелете. 3 дена избегнувате да поедувате со мене. Да не треба да напишам молба? Не. Воопшто не треба да напишете молба. Слушнав и директорот имал љубовница во фирмава овде, а? Швалерка има. На здравје, колешке Кате. А јас не сакам да си ја загрозам мојата позиција за 4 бурек. Морам да ви признам дека ретко среќавам таков човек. Од небо, право вребра. Така е. Епа, колешке, ќе ви преседне смеењето. Како не? Кате на тате. Ја чекаме вашата пресметка. Што поскоро? Епа, ќе почекате, колега Александар. Опа! Ке ве честам зова, да знаете. Па јас прв пат ја гледам вака бесна кучка. Видовте како ја напушти канцеларијата? Видовте, а? Како? Така. Пуштиле музичари и во влезовиве, баш романтично следите. Ова е да умреш. Јас умирам 30 години. Петре, имам внук. Поминале 30 години, од кој половина од тоа не сме се виделе. Што очекуваш од мене? Разбирање. Разбирање. Да, разбирање. Не те разбирам. Многу ме разочара, да ти кажам. Си се видел со син ми, си се видел со таа една моја пријателка и си изборувал некакви глупости дека мацето е твој син. Како можеш да ми го правиш тоа? Мислам, добро, си ми бил дечко. Сум те сакала, сме се сакале, било, поминало. Се поминува. Си одиш? Да. Каде? Одам во својот албум со фотографии. Таму благородна се смее. Таму се чувствувам најсигурен. Да. Најсигурен.
Šefe, Da, molam. povelete kafe? Kolečke, mnogo vi благодарам. Da, Mnogo. povelete, pa mnogo работите. Во вистинско време кафето. Ова со работата, да ви кажам, Да? јас сум навикна да работам. Слушнете, зголемувањето на платата ви стигнали? О, да, ви благодарам. А сега, дозволете ми само една цигера надвор. Повели. О! Мене ова ми мириса на нешто повеќе од однос работник-шеф. Не ти работи носот како што треба, да не ти е затнат. А ти мислиш дека јас ќе толерирам ваква неравноправна ситуација? А? Значи, за мене нема покачување. Знаеш што? Само го чекам да дојде директорот и некој ќе влета од оваа канцеларија. Ми се закануваш, а? Да, Почна војната. да, со сите можни оружја. На тато, убав син. Аца, што правиш? Добро. Како си ли? Добро, ти? Слушај, Кажи. овде само колешки работата. Нема колеги, бе. Харем, а? Да. Слушај, дојдовме со Цеце, што ти кажам, со девојка. Да. Сакаше да те запознае, ама нешто е пред врата се усрами. Имавме спремено. Ај замижи. Што е сега? Биди тука и замижи. Тебе? Ајде. Танаум! А? Ај, убав тој, бе, За немој, бе. тебе. Абе, ќе ме умрете, бе. Маријанчо, бе, не ми правите вака, бе. Земавме прв хонорар. Се Ја. годиме да славиме, а бога ми, ти ќе славиш. Ај. На мене е ред што се секираш. Не. Извинете. Пријатно. До гледање, Цеце, ајде. На тато, убав. Да видиш што сум добила, а? Знам. Кај знаеш, што знаеш? Ова ти е од некој што те обожува. Не е точно. Ова е од мацето од неговиот прв хонорар. Ајде да ми го ставиш Гердана. Ајде. Козата да не Ај, ме на изгубеш тато, полека. убав тој. Оп. Се извинувам да не ве прекинам во нешто хубаво. Кои сте вие? Што ви треба? Абе, Седете, овој станов стана овде како стрецело, што е ова? Чекай се. Ај, седете. Јас сум практичен човек и мене секоја изгубена секунда не чини многу. Благородна Александра, нели? тие сме и шо сега сега? Благородна директор во училиште, основно. Александар економист во Партал фирма, нели? Господине, Како што гледам, кои сте вие и што сакате од нас? живеете во станче во кое, по моја проценка, може спокојно да се размножуваат 20 гулаби. Веднаш да си го напушти голубарников? Таткото седи. нервозен, борбен, мајката спокојна, мудра. А вие психоаналитичар сте? Не. ТБУ. О? Транзиција, бизнис, успех. У со голема буква. Господа, вчера ја заокружив мојата империја со приватна зоолошка градина. Ова е со гаранција избеган од некоја специјална Да установа. скратам. Скратете. Мојата ќерка нема шанса да живее во овој гулабарник. Која ќерка? Цеца, мојата ќерка, заслужува момче со подлабоко конто на сметка, по можност во некоја странска банка.
Чао, глапчиња. Сине, Што е? татко ти... Знам. Што, нервозен е па сака да се испука на некој сега. Ајде, кажи. Седи тука. Кој е ове, бе? Си влегол како дома да е? Доаѓа никој од никаде и на најбезобразен начин не понижува со мајка ти овде. Маријанчо, ние се правиме за тебе. Ти ни си се што имаме. Ама ова не можам да го издржам. Кој е тој? Што сака тој? Добро, да не се нервирај, затоа што го нервираш и детето. Благе, цела ноќ не сум спијан. Се чувствувам ко лепешка. Ацо, те молам. Мамо, седи. Не се нервирај за глупости. Не сакам да се нервираш за глупости. Знаеш дека си ми идол и си ми поважен од сите женски на светот. Ама ова што го слушам сега од вас, прв пат го слушам, разбираш? Не сум го знаел. Цеце никош не кажала дека е керкан, дека е на некој богаташ, нешто богаташица. Тогаш кога донесов дома, кога ја представив ко швеѓанката, ја најдов на железничка станица. Избегала од дома, Абе оној, јас немам ништо против Чупето. Чупето си убаво. Оној идиот не може да ми биде сват. И готово, крај. Маце. Јас сакам. Разбираш? Прв пат сакам некој како што треба. Отсака ја те моли тато да ја отсакаш. Не може. Не може, појако е од мене. Ете ти на здравје, Шекспир зад врата. Ајде мрдни се каков Шекспир. Ајде, доста, што се Ромео и Јулија забранета приказна демек, Демек Трајковци против Котларовци. Леле, цел живот турни ме да кинисам. Абе, стално вака ми правите, стално преку глава сте ми, само да ви кажам. И не сакам ви ништо веќе од вас, не сакам ништо. Нас, ништо не кажеш. Преку глава сте ми, Некоја нова мода, Од секогаш свирачите улични ми носеле среќа. Пријателе, како ти оди работева? Ами живот. Сега, живот, ама исполнет со музика, така? Со тажна музика. Одиме кај мене дома, да направиме една комбинација. Гитара и кава. Сите мои комбинации пропаднаа во вода. Ајде, ништо не е пропаднато. Ајде, легове. Ајде. Опа. Побед. Од кога не се имам вака расположено, хајде здравје. Господин Ацо, ти си многу добар човек. Кај нас велат убав човек. Благодарам. Туку да ти кажам, подолго време размислувам да направам еден рок состав вака со старци, како јас и ти.
Ама еден силен звук, прав вистински рок. Ти свириш нешто друго? Абе, свирам на сите инструменти, ама кларинет и саксофон сум ти мајстор. Одлично, дуваш, а? Еј, одамна не сум свирал, ама да фатам да вежбам. рамен ми Одлично, нема. одлично. Да не си гладен? Не сум гладен, ама Добро. на голо не можам да пијам. Добро, сега ќе дојди благето, ќе ја наполни софрата. Е, Трпи се, полека. Ту, ај друга да речи една на... ајде. Пароле, севдоле, пароле, срцево ми го изгоре. Благе, ела да те запознам со еден многу убав човек. Господин Ацо, јас морам да си одам. Каде, бе? Седи тука, джумбушот, сега почнува допарва, седи тука, седи. Благето моје не јади живи луѓе, јас на што ти личам, на изеден? Седи, уживај. Пароле, севдоле, пароле, срцево ми го изгоре. На ти ми